Почитувани колеги, почитувани медиуми, сакам прво да се појаснам затоа што не бевте вчера во Сава, имено дадов апел до Министерството за одбрана, особено до вас како одговорно лице, да се внимава за тоа какви луѓе се испраќаат на мисии. Бев искритикуван од претседателот дека излегувам надвор од темата. За веднаш потоа кога ќе завршам да видам дека стигнала информација двајца наши војници во мисијата на НАТО во Косово се вратени заради несоодветно однесување. Првата тема ми беше таа, уште еднаш да апелирам да се внимава какви лица се испраќаат на тие мисии, а втората, сакам да укажам на тоа дека меѓу другото ќе реагираме амандмански на законот во комисијата за решавање на еден проблем на една така поголема група на луѓе, пензионирани офицери во армијата, која што не ги опфаќа оној, би кажал, модел за соодветно пензионирање. Откако луѓето заминале во пензија, генерациите на офицери кои што се после нив прибавуваат одредено право на повисока пензија, додека овие кои што биле во самото формирање на македонската армија, кои што први ги вовеле питомците, кои што први ги дочекале војниците во касарните во независна Македонија, немаат право и бесправно се, би кажал, извадени од таа пресметка за да можат да прибават право на пензија, кое што е, би кажал, неоправдано, несоодветно поголемо од сите оние кои што во тој момент имале право да обезбедат исто такво право на таа висина на пензијата. Се работи за бројка од околу 3000 пензионирани офицери кои што имале состанок и со Министерството, кој што и ние ги примивме тука како комисија и разговаравме со нив да видиме што можеме да им помогнеме. Надвор од нашите, како што кажам, надежности ги испративме таму до каде што треба да се обратат, но сепак луѓето повторно реагираат и сакам да укажам дека ВМРО ДПМН и коалицијата како пратеничка група ќе интервенира на самата комисија со амандман за да можат и овие категории да не бидат едноставно дискриминирани од законот и да почне да им се исплаќа пензија соодветно на работниот стаж и на другите колеги кои што потоа заминале пензија откако законот го дозволува со соодветната сума како и нивните колеги. Благодарам.